Средното градежно училиште Здравко Цветковски е најстарото и најголемото училиште од овој тип во Македонија. Во него се образуваат кадри кои ја градат и проектираат иднината на градежниот сектор во државата. Тоа е училиште во кое се применува современа настава со употреба на информатичка технологија. Училиште во кое наставниот процес е модерен, со примена на најразлични методи и техники на работа. Учениците учествуваат на бројни надпревари во различни области, во земјата и странство. Училиштето е збратимено со повеќе образовни институции надвор од државата и постојано ги следи сите образовни трендови, методи и технологии во градежништвото. Но, да почнеме од почеток, од основањето на училиштето. Историскиот развиток на Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски е тесно поврзано со периодот кога народно-ослободителната борба во Македонија била во полн тек. Во тој временски период на ослободената територија во село Горно Врановци на 3 ноември 1944 година е донесена одлука за да се формира првото средно техничко училиште. На 7 декември 1944 година највисокиот орган во државата тогаш ќе донесе одлука ова решение да биде верификувано. На првиот конгрес на инженери и стручни работници, покрај другите решенија и одлуки кои што биле донесени, е донесена одлуката првото средно техничко училиште да го носи името на загинатиот борец партизан Здравко Цветковски, кој бил архитектонски техничар. Со работа ово училиште ќе започне на 2 април 1945 година. Сега, историски гледано, од тој временски период веќе следиме развој во воспитно-образовниот процес на првото средно техничко училиште. На самиот почеток, бројот на паралелки односно бројот на ученици е во мал број, а исто така и паралелките, но и одсеците кои што биле присутни во самото училиште. Но во текот на неколкуте следни години, бројот на ученици значително расте, а тоа значи дека учениците имале интерес за стручно образование, со самото тоа што се отворало и прашањето да стартуваат и нови одсеци на кои учениците би се едуцирале. Такви одсеци биле градежништво, архитектура, геодезија, машинство, рударскиот одсек, понатаму текстилен одсек, електротехника и така натаму. Во следните години, поради уште поголемиот број на интерес на запишани ученици, веќе училиштето се соочувало со проблеми во однос на местото, односно во однос на бројот на училни за реализирање на настава. Па токму затоа се јавува потреба за формирање на 3 посебни училишта, односно делење на едно училиште на 3 посебни училишта, како што се градежно, индустриско и шумарско. Сите овие училишта, меѓу кои е и училиштето Здравко Цветковски, започнуваат со работа некаде кон крајот на 1949, односно 1950 година. Еден немил настан кој што многу негативно во тој временски период влијал на целата наша држава е големиот земјотрес во 1963 година, од кој нема да биде заобиколено и училиштето, кое ќе биде дел срушено, а потоа и целосно запалено, што значи дека зградата каде што било првично формирано училиштето е целосно неупотребливо, односно не постоела. Како резултат на тоа, вработените професори успеваат училиштето да го дислоцираат на друго место и истото да започне истата година од месец февруари да започне со работа. Односно, тоа е зградата која што и денес сме тука, односно зградата на која и денес е лоцирано училиштето на простор кој е исполнет со урбана архитектура, со зеленило, простор кој е сочинет од над 45 училници, работилници, лаборатории, наставнички канцеларии, 2 физкултурни сали и сите други пропратни објекти кои што се дел од нашето училиште. Кој е сегашниот профил на училиштето и кои смерови се застапени?
Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски е гимназиско и стручно училиште, односно училиште во кое се едуцираат ученици за гимназија и за стручно образование. Кога станува збор за стручното образование, можам да истакнам дека според степенот учениците имаат избор да се запишат на образование од 4-ти степен, односно 4-годишно стручно образование и од 3-ти степен 3-годишно стручно образование. Стручната струка е градежно-геодетска струка и истата нуди неколку профили, односно одсеци. Такви се архитектонски техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура, геодетски техничар и градежен техничар. Сите овие струки се однесуваат за оние ученици кои што се запишани во 4-ти степен на образование. Од 3-тиот степен на образование ги имаме одсеците монтер за сува градба и поставувач на подови и плочки. Наставата се одвива и на македонски и на албански наставен јазик и во контекст на ова прашање можам да истакнам дека училиштето нуди и плюс дополнителни услуги за вонредни ученици, како што е специјалистичко образование, дополнително полагање на предмети кои што се изучувале во минатото, како што споменав и претходно во однос на историјата имало повеќе одсеци кои што денес ги нема, но во процесот на вонредно образование и во тоа специјалистичко образование вонредните ученици може да ги полагат и да се квалификуваат во односи на тие струки. Пошто е препознатливо средното градежно училиште? Училиштето Здравко Цветковски е едно од и најстарото училиште во Република Северна Македонија, каде што се образуваат кадри од областа на градежно-геодетската струка или секторот градежништво и геодесија. Во училиштето долг период се образуваат кадри кои што ја проектират и ја градат иднината на нашата држава, и продолжуваат понатаму на високите образовни институции. Што го прави училиштето различно од останатите? Во училиштето се реализира современа настава со примена на современи методи и технологии на работа, со примена на информатичка технологија, примена на најразлични компјутерски апликации во наставата. Понатаму, друго што не прави различно е тоа што соработуваме со градежните компании, постојано сме во соработка со градежните компании, секогаш ни излегуваат во пресред, како во реализација на практичната настава, така и во помош на самото училиште. Понатаму од голем број компании имаме помош во обновување на нашите училници, обновување на инвентарот и така натаму. Исто така препознатливи сме по тоа што имаме голема соработка со родителите. Секогаш стоиме на располагање за родителите, за нивните деца, за нивните семејства, ги инволвираме родителите во наставата. Некогаш доаѓаат на часовите, ги споделуваат своите искуства од областа со која се занимаваат, дали се тоа општо образовни предмети, дали се тоа стручни предмети. Најчесто повикуваме гости од струката, каде што директно се споделуваат искуствата на терен од работа, како е да се работи во фирма, што ги очекува нашите ученици понатаму. Така да најважна е соработката со семејството, со сите стопански субјекти во државата, како и субјекти како што се Центарот за развој на стручното образование, Стопанската комора на Република Македонија, Бирото за развој на образование и како што спомнав сите градежни компании во нашата држава. Значи, средното училиште Здравко Цветковски во јавноста и ден денес е познато како ГУЦ, Градежен училишен центар. Меѓутоа, ние денес зборуваме за средно градежно гимназиско училиште, кое што е под град Скопје. Ово училиште е препознатливо пред се по струките кои што ги нуди и образовните профили на кои што се образуваат учениците. Можам да кажам дека нашето училиште е единствено кое што ги има овие профили во стручното образование и токму затоа во училиштето не само што се запишуваат ученици од територијата на Скопје, во нашето училиште секоја година имаме запишано ученици и од другите соседни градови. Најголем број се учениците од Тетово, од Куманово, имаме ученици од Велес, од Штип, од Крива Паланка и така натаму. Значи, со тоа можам да укажам дека училиштето е познато и на нивото на цела држава, односно на Република Македонија. Понатаму, пошто можам да истакнам дека е препознатливо? По начинот на работа. Сите активности
активности кои што училиштето ги реализира во текот на годината, дали станува збор за воннаставни активности, дали станува збор за проекти или пак некакви обуки на ученици, сето тоа ни дава можност ние како училиште да се прикажеме на јавноста како место каде што освен со редовна настава учениците кои што се запишани тука, независно дали тоа станува збор за гимназија или пак за стручно образование, можат своите афинитети и способности кои што ги имаат и креативност да ги акумулираат, односно представат и на друг начин, значи како што споменав, преку тие работилници, проекти, надпревари и така натаму. И родителите на учениците кои што би требало да се запишуваат кај нас, се запознаваат со целокупната работа на училиштето, а потоа и тие најверојатно придонесуваат нивните деца да бидат дел од нашиот воспитно-образовен процес. Како изгледа еден час по стручните предмети? Најчесто часовите се интерактивни, каде што се применува тимската работа. Учениците работат тимски, соработуваат помеѓу себе, вршат истражување со примена на компјутерска технологија, нивното истражување заеднички во тим, нели го презентираат пред наставниците, пред останатите ученици. Најчесто на нашите часови применуваме информатичка технологија, бидејќи најголем дел од предметите се такви. Учениците цртат со примена на најразлични компјутерски апликации, како AutoCAD, MS Project, Excel и така натаму, така да се многу заинтересирани за тој тип на настава, за современата настава која што ја применуваме во нашето училиште. Ние во училиштето имаме една лабораторија за испитување на градежни материјали, каде што учениците имаме соодветна опрема, каде што учениците вршат испитување на градежни материјали за поедноставни вежби, додека за посложените испитувања ги прават во нашите компании, партнери, како што се Институтот за испитување на градежни материјали, Гранит, ЗИМ и други институции. Во однос на лабораториите, во нашево училиште располагаме со една така речено мини лабораторија за испитување на градежни материјали, доста опремени компјутерски училници во кои што учениците имаат можност да ги изучуваат софтверските пакети кои што им се потребни за проектирање на објектите без разлика за кој тип на објект да станува збор. Исто така во училиштето постојат и опремени работилници кои што се однесуваат за остварувањето на практичната настава за учениците кои што ни се од третиот степен. Сега јас го изработував стандардот за минимум простор кој што е потребен и опрема за функционира сверот и таму таа лабораторија треба да се набави минимум една преса кај што ќе се врши испитување. Другата опрема ја имаме комплетно, сме ја набавиле, сме ја купиле, но сега моментално бидејќи учениците се на пракса во самите лаборатории, како овој период да нема потреба многу нашата лабораторија да ангажира. Како учениците ги прифаќаат модерните технологии? Со задоволство ги прифаќаат модерните технологии, дури самите инициираат некогаш да применуваме современа образовна технологија, современа информатичка технологија во образованието, така да тоа ги мотивира учениците и им е интересно. Знаеме дека веќе класичниот тип на настава не ги привлекува учениците, така да мора и ние како наставници да се прилагодуваме, нели, според потребите на учениците, потребите на пазарот на трудот и потребите на целото стопанство во нашата држава. Кој е мотивот за да се запишат во средното градежно училиште и кои се искуствата на сегашните ученици? Се одлучив поради што училиштето има добра репутација, а градежниот смер ме интересирал, бидејќи сакам да видам од идеја како може да стане реално. Градежништвото е една од најбитните и најважните професии и смерот е многу добар и тој нуди работа после завршување на средното училиште. Наставната програма ми се допаѓа поради што има теорија и пракса. Наставната програма мене ми се допаѓа, ние сме мала паралелка, па професорите се фокусираат на нас индивидуално, тие пробуваат да научат што највише можат. Ја реализираме праксата во ЗИМ, Завод за испитување на материјали, испитуваме асфалт и агрегати и такви работи. Со менторката идеме на објекти, земуваме примероци.
Јас ја реализирам праксата во лабораторијата на Гранит. Таа е една од најдобрите градежни компании. На праксата ние учиме за испитување на бетонот, исто така учиме за битумен и исто така ние посетуваме многу објекти, градежни објекти. Ние имаме посетувано до сега, идеме во Тетово, во Лепмеч и многу различни други места. Има услови опремени работилници, училници, имаат училниците компјутери кои научуваме како се користи AutoCAD. Тоа е важно за градежништвото. Чувствуваме поддршка од професорите, секогаш се достапни и сакаат да ни помогнат за да го разбереме материјалот и не подготвуваат за државната матура. Училиштето нуди опремени училници и наставници кои многу се трудат да не научат. Би сакал да продолжам на студии во градежниот факултет. Ја би сакал да пробам со двете одеднаш. Би сакал да работам додека студирам. Како се одвива практичната настава на учениците од градежниот смер? Практичното образование е и повеќе од важно кога станува збор за техничките образовни профили. Со самото тоа практично образование, кое што учениците имаат можност да го проследат директно кај работодавачи, во поново време кажано учењето преку работа кај работодавач, освен тоа што она наученото на теоретските наставни часови кои што ги имаат во училиштето, во реални услови можат да го согледаат сето тоа на пракса кај работодавачите, со оглед на тоа можат да се подготват за понатамошно вработување по завршувањето на стручното училиште и како еден вид на патоказ за определување на конкретното занимање кое што сакаат да го имаат во понатамошниот работен век. Како учениците се вклучени во дуалното образование? Дуалното образование е систем во кој што се остварува директна врска помеѓу училиштето и работодавачите. Дуалното образование за среќа наидуваме на добар одговор од компаниите, од градежните компании, кои што ни ги прифаќаат учениците, во кои што компании учениците реално ги согледуваат сите проблематики, следејќи го наставниот процес во реални услови, во помали групи и научувајќи го сето она што не можат да го научат само од учебник. Учениците ни се поделени во повеќе помали групи и практичната настава или учењето преку работа го реализираат во Сизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет, во Градежното друштво Гранит, во Заводот за испитување на материјали, како и во Градежниот институт на Македонија. Во образовниот систем, во оној дуален образовен систем, имамо вклучено моментално повеќе од 120 ученици, кои што се распоредени во 6 класови моментално и тие, како што веќе споменав, во реалните компании го продолжуваат нивното работење под менторство на вработен од компанијата, каде што се наблюдувани и од страна на одговорен наставник од училиштето, се во согласност со наставната програма која што е предвидена за изучување во тековната година по сите стручни предмети кои што им се застапени. Како повратна информација од компаниите добиваме дека добиваат така речено обучен кадар кои што можат да го прифатат после завршувањето на нивното 4-годишно средно образование. Заинтересираност кај учениците кои што сакаат да се вклучат и во работниот процес, дури и ученици кои што изразуваат желба и подолг временски период да престојуваат во самата компанија, се со цел за запознавање со многу продлабочени знаења од самата област. Дали се евалуира трудот на учениците за време на праксата? Самата пракса која што учениците ја реализираат во реална компанија си е исто така бројчано оценета како и останатите предмети во училиштето. Работат под менторство на ментор вработен од компанијата, следени од одговорен наставник од училиштето, како и останатите предмети се следи напредокот на учениците во текот на посетувањето на учењето преку работа. Си постојат
низа на образци предвидени и од Министерството за образование, според оние постигања кои што треба да се стекнат самите ученици врз основа на сето тоа кое што го поминале, задоволувањето на компетенциите кои што се бараат, се добива бројчана оцена. Колку ученици се запишуваат на трите смера во стручното образование? Во просек ние запишуваме околу 200 ученици во 4-годишното стручно образование и помал број на ученици во 3-годишното образование. Најмногу моментално имаме ученици во образовните профили техничар, дизајнер за внатрешна архитектура, архитектонски техничар. Тие ни се така во моментот со најголем број на ученици, но исто така имаме градежен техничар и геодетски техничар. Знаеме дека стопанството има најголем интерес за градежен техничар, многу соработуваме со градежните компании и секогаш имаме отворени огласи и понуди од градежните компании за запишување на градежни техничари кои понатаму ќе продолжат по завршувањето во нивните компании. Зошто опаѓа бројот на ученици на градежниот смер? Струката е некако неактуелна за младите. Се гради, но дали финансиските средства се причина или... Најчесто се појавува некој стереотип дека градежниот техничар всушност кои ќе отидат да работат во компании, тие се работници. Но апсолутно не е така. Тие се занимаваат со организација на дел од работата во градежните компании, се занимаваат со проектирање во градежните компании, евиденција на работата која што ја работат, надгледување на работата која што се работи во градежните компании и на тој начин, ќе бидеме поатрактивни, да им биде пообјаснато на учениците за што станува збор и што би работел еден градежен техничар до кога ќе заврши и ќе се вработи во градежна компанија. Градежната струка во изминативе неколку години, па не дека бележи некаков драстичен пат на запишување на ученици во прва година, туку на вистина бројот во оваа струка е помал, за разлика од другите струки, како што се архитектура и техничар, дизајнер за внатрешна архитектура. Можеби бројот на ученици во оваа струка е помал од другите, поради звучноста и атрактивност на другите струки, но не велам дека градежништвото како струка дека не е доволно атрактивна, мислам дека не е доволно разбрана од идните деветооделенци или пак од нивните родители. Зошто? Затоа што кога ќе се каже градежен техничар, учениците мислат дека тие ќе кога ќе завршат средно образование, дека ќе работат на улица и дека ќе ги прават патиштата, но не се доволно. Првата причина зошто бројот на ученици во оваа струка е помал е, како што кажав, недоволната информираност за работата, а од друга страна, кога малку подлабински сите оние заинтересирани ученици би се распрашале или пак би добили информација, ќе се огледаат дека навистина оваа струка и тека ако е значајна и нуди вработување веднаш по завршување на средното образование во реномирани фабрики и фирми. Постои ли студија за потребата од кадар и образование во градежниот сектор? Редовно се прават студии за потребите најнапред на стопанството. Значи, каков кадар му е потребен на стопанството, таков треба да се образува и во образовните институции. Тие истражувања и тие студии ги прави најнапред Центарот за развој на стручното образование, Стопанската комора на Република Македонија, нашето училиште, Бирото за развој на образование. И врз основа на тие стратегии се изработуваат наставни планови, наставни програми по кои што учениците ќе ја реализираат наставата и ќе ги постигнат знаењата и вештините кои што се потребни за да одговорат на денешните барања на пазарот на трудот. Секогаш соработуваме со компаниите и нивните потреби и ние како стручен кадар од училиштето учествуваме во соработка со сите институции во изработка на наставните планови и програми по кои ќе се реализира наставата. Што превзема училиштето за промоција на струките и запишување на поголем број на ученици?
Училиштето редовно врши презентација преку медиумите за градежниот техничар, но сепак во самите училишта, кога не имаме кариерно советување во основните училишта, каде што нивните кариерни советници треба да им објаснат на учениците која е потребата, за какви кадри стопанството има потреба, кои кадри не се толку застапени на пазарот на трудот, за кои има потреба, и на тој начин учениците би дошле во нашето училиште нормално и да бидеме поатрактивни, поинтересни за учениците. Со актуализирање на самата проблематика, оној недостиг на кадар кој што постојано наидуваме на тоа, да биде некако поафирмиран и медиумски, мислам дека поголемо е влијанието врз родителите отколку врз младите кои што со своји 15 години се уште талкаат, така речено, не се пронаоѓаат па скоро нигде, туку по насоките од родителите повеќе. Треба почесто да се промовираат личности кои што учествуваат во градење на најразлични објекти, нивните достигнувања, понатаму нивната донекаде и финансиска поддршка која што ја имаат од компаниите и така натаму, така да малку повеќе треба да посветиме внимание на тие луѓе што се успешни и во градежната фела, и како градежни техничари, и како градежни инженери. Ние имаме многу голема соработка со градежниот факултет, тие ни помагаат во комуникација со учениците, со компаниите, секогаш стојат на располагање заеднички, доколку ние не сме во можност да ни помогнат. Понатаму организираат најразлични надпревари градежниот факултет, каде што учениците учествуваат на тие надпревари, освојуваат награди. Имавме еден надпревар Градиме иднина, каде што учествуваат ученици од нашето училиште и од другите средни училишта во Македонија. Ученикот кој што ќе испроектира најефтин и најстабилен мост добива награда 1 до 3 години бесплатно школување на градежен факултет. Колку од учениците кои завршуваат на градежниот смер покажуваат интерес за додипломски студии на градежниот факултет? Еден дел продолжуваат на високото образование, посебно на градежниот факултет, бидејќи имаме еден градежен државен факултет во нашата држава моментално, но поголем дел завршуваат во компаниите, каде што по завршување на средното образование продолжуваат со работа. Во училиштето се образувани огромен број на ученици кои во минатото и денес се столб на градежниот сектор. Кои се искуствата на учениците кои завршиле во ова средно градежно училиште? Училиште како училиште, според мене е образовен објект како и секој друг. Ја повеќе би им обрнал внимание на професорите, а за нив немам ништо друго освен добри зборови. Умеа да се постават со нас и професионално и пријателски и беа достапни постојано и за време на предавањата и вон часовите за било какви прашања од наша страна. Посветеноста на професорите ќе ја спомнам повторно, тоа што ни помогнале доста да може да научиме дел од стручните предмети кои ни помогнаа понатака да работиме и да се оформуваме како личности прво, а потоа и да работиме во градежни компании кои создаваат нешто во држава. Јас сум студент моментално, втора година на градежен факултет. Ми помогна од аспект на стручните предмети. Овдека завршив како градежен техничар во Здравко Цветковски и изучувавме доста стручни предмети кои што моментално се во некој состав како предмети на градежниот факултет, а со истото тоа ми има помогнато во побрзо совладување на истите предмети што се на градежниот факултет. Па спомени од училиштето се највише што ги памтам се тие, да речам, дружби, проекти заеднички што се градени заедно како пракси. Одевме на пракса, имавме заедно скицирање, макети правење, по објекти одење. Најмногу ја паметам дружбата. Ние бевме генерација која што за време на одморите секој со секого се дружеше без разлика од струката која што изучуваме на училиштето. Си помагавме на секој начин кој што можевме, постојана дружба, така да ето и уште една препорака до новите генерации, да се дружат, да си помагаат, бидејќи на крајот од денот тие се моментите за паметење. Најдобриот совет од професорите ни значил многу, што ни кажале како да не се откажуваме тоа што сме го замислиле како цел во животот. Дефинитивно да, имам поминувано неколку пати до училиштето за да
си вратам ете тие носталги што сум ги имал за време на моето учење овдека. Секој пат кога имам дојдено, топло сум бил пречекан од професорите. Апсолутно би го избрал, затоа што сметам дека стручните предмети и праксата која нуди училиштето се доста добри за понатамошно градење на својата кариера и изложување на пазарот на труд. Затоа што јас сум вработен во градежна компанија, имаме контакт за нов кадар кој што сака да работи како градежен техничар понатака. Знам дека моментално тоа им е еден голем чекор што треба го направат и обично се одделува доста време кога се размислува за одбирање на стручното образование. Моја препорака што и да одберате е да бидат горди на тоа што го одбрале, а од мое лично искуство, доколку се размислува да се запишат на стручното образование, дефинитивно ги советувам од лично искуство да го одберат ГУТ Здравко Цветковски. Би им препорачал да го изберат затоа што од сите други највише нуди, затоа што стручните работи, тие делови што ќе ги научат тука и праксата што ќе научат тука, многу подобро ќе им биде од корист во животот понатака. И како личност, и како кадар за работа во држава. Па би им препорачал посветено да учат делот од стручните предмети, да ги слушаат професорите кои се доста посветени за да ги научат и да не се откажуваат, што е доста битно. На новите генерации би им препорачал да прашуваат, да учат да бидат активни на предавањата, за било што да се советуваат со професорите, бидејќи позади нив стои еден одличен кадар од кој што може да научат многу. Дали градежниот сектор се грижи за учениците? Градежните компании имаат голем интерес или голема потреба на градежни техничари. Постојано доаѓаат кај нас во училиштето и оставаат отворени конкурси нашите ученици кои ќе завршат, секоја генерација кога ќе заврши, доколку има интерес некој од учениците веднаш да се вработи и ги прифаќаат учениците. Во текот на реализација на практичната настава, посебно во дуалното образование, компаниите уште во текот на образованието на учениците ги следат учениците и голем дел од учениците сакат да останат во истите компании во кои што ја реализираат практичната настава, поточно учење преку работа кај работодавач. И феријалната практика се подразбира. Така да, навистина, градежни техничари многу се потребни на градежните компании и убаво би било учениците да се запишуваат во образовни профили за кои што пазарот на трудот навистина има потреба. Во текот на школувањето пред учениците во средното образование од градежниот сектор има доста презентации кои што се организираат пред учениците, каде што се покажува интересот на самата компанија, нивните барања, како и презентација на нивната работа, со што се занимаваат и секако што им е потребно понатаму за вработување. Исто така, компаниите почесто ни донираат одредени материјали, одредени потребни средства за работата на учениците, се со цел пак за привлекување, за продолжување на нивниот работен век во нивни рамки. Како учениците му враќаат на училиштето? Има ученици. Голем дел од учениците му враќаат во голема мерка на училиштето, со самото тоа што имаме во самите компании каде што се реализира учењето преку работа кај работодавач, имаме ученици завршени во нашето училиште кои што понатаму биле обучени за да бидат ментори во тоа училиште, се со цел за да на еден начин му помогнат на училиштето да му вратат за тоа што стигнале до таму кај што се. Исто така доаѓаат, презентираат пред учениците за нивните постигнувања на средби помеѓу учениците, помладите ученици, сегашните ученици, исто така го пренесуваат нивното искуство, колку училиштето, колку она знаење добиено во училиштето им помогнало понатаму во текот на студирањето па и на работењето. Имаме дури и ученици кои што се професори во наше училиште, секако излезени како кадар од истото. Кои се предизвиците со кои се соочува училиштето?
Училиштето подолго време успешно се справува со сите предизвици кои што се појавуваат во текот на наставата, но сепак настојуваме училиштето да биде безбедна средина во која што ќе се реализира ефикасна и квалитетна настава, ќе се применува тимска работа, ќе се применува современа образовна технологија, информатичка технологија, можности за секого и позитивна училишна клима.